И сега е време за вести, за гости. А како што ви најавив утрово, наш прв гостин е заедно со нашата Искра, интернист од градската општа болница 8 септември, доктор Владимир Ристовски. Добро утро, доктор Ристовски, добро утро. Искра, јас и ти во бело. Да, јас како медицински сестри сме сега. Иако тие веќе имаат сменето боја на униформа медицинските сестри. Се менуваат нештата. Се менуваат, се апдетира се. Така е. Пред да си го почнете разговорот, сакам само кратко да прашам, предпоставувам дека деновиве интернистите имаат многу работа, доктор Ристовски, така нели? Па секако, ние имаме секојден работа, овој период нормално со летните одмори, како што е разречен и медицинскиот персонал, сепак и бројот на пациентите е зголемен, така да работата е дупла. Да, одлично. Повелете се разговорот. Докторе, добро утро и од мене. Добро утро. Ке зборуваме генерално општо денес за кардиоваскуларните заболувања за пациентите кои што имаат проблеми, но секако дека јас би започнала со горештиниве, би сакала општо за сите нас, и за здрави, и за оние кои што имаат заболувања, како влијаат овие пеколни горештини, можеме да наречеме, односно што му прават тие на нашиот организам. Ето таму да почнеме. Не само болните пациенти, туку и здравите луѓе и, што викам, младите се изложени на овој топлотемперан и секако ова топло време влијае негативно на не само на кардиоваскуларното здравје, туку на целокупното здравје на човечкиот организам. Особено се, како што кажав, се фатени пациентите над 65 годишна возраст и кај помалите деца. Тоа се ризична група на пациенти кои што имаат посебно може да бидат изложени на ова топло време, тоа и нормално на другата популација. Она што прво се јавува е топлото време предизвикува дехидратација, односно прекумерно потење. Прекумерното потење може да даде различни симптоми, во зависност од тоа колку пациентот бил изложен на надворешна топлина, односно на лошо време, како е облечен, што конзумира, дали конзумира течности, каква храна конзумира. Доколку пациентите се изложени релативно кратко време, прво и што основно што треба да направат е да земат течности. Доколку не се конзумира соодветно количество на вода, самиот организам прекумерно се поти. Како се поти прекумерно организмот, така се намалува што викаме волуменот на крвта, односно предизвикува една хиповолемија, која што доколку не се интервенира, доколку пациентот и понатаму престојува во потопли, простори или изложена на температура, не внесува доволно течности, се јавува, ние викаме, една реципрочна тахикардија, односно реципрочно забрзување на срцевиот пулс. Тоа е нормална реакција на организмот, која што се обидува да го компензира она што е изгубено. Затоа, пациентите доколку имаат кардиоваскуларни болести, таа тахикардија може да помине и во некои други, што викаме ние, малигни аритмии, кои што може да бидат и животно загрозувачки. Значи, токму тоа е причината што особено овие кардиоваскуларни заболувања пациентите со нив се во таа ризична група. Ризична група и нормално таа хипотензија, хиповолемија, значи едноставно организмот краде крв да се васкуларизира крвните садови на кожата, за да кожата премногу брзо се олади. Меѓутоа, за таа степен ја занемарува снабдувањето на крв со срцето, мозокот и другите органи, витални органи, се компензира да се изгуби, вишок топлина се испотиме за да се регулира таа терморегулација, да имаме да се температурата да биде околу 37. Тие се тие хуморални механизми кои што се функционираат за да се заштити организмот од топлотен удар. Доколку понатаму пациентот едноставно повторно е изложен, не внесува течности, носи несоодветна дебела облака, едноставно го спречува тој дополнително процес на испарување, односно прекумерно потење, доаѓа во фаза кога организмот не може да се избори, се покачува телесната температура 38, 39, 40 степени, кожата наместо да биде облеана со пот, таа станува црвена и сува, пациентот чувствува вртоглавици, гадење, повраќање и неретко може да настане губиток на свест и она е крајна фаза кога викаме дека пациентот има топлотен удар. И тоа е една животно загрозувачка состојба која што доколку не се преземат некакви мерки, веќе имаме и по не да Боже и летален исход кај самиот пациент. Затоа е многу е потребно да правилно да се едуцираат пациентите, не само пациентите кои што се со кардиоваскуларни болести, туку сите луѓе како да се однесуваат во овие пеколни горештини. Да, има постојано препораки, но еве од ваше искуство колку како народ ги почитуваме? Па, мислам дека се почитуваат.
Одредена група не може да ги почитуваат своите професионални обврски. Меѓутоа, нормално, доколку имате професионална обврска, треба да знаете како да се облечете, што треба да направите, како да се однесувате на овие пеколни температури. Има некои група на пациенти кои што едноставно ги злоупотребуваат, односно вршат джогинг на кеј во услови на крајно топло време, возат велосипед кога е пеколна горештина, се внесува преголемо количество на алкохол, кој што е така, значи во период кога е премногу топло, влие негативно на организмот, или се јаде некоја мрсна, што викам, храна, која што исто така дополнително го оптеретува дигестивниот систем. Едноставно се зголемува енергијата потребна за нејзино согорување, а за тоа се прави штета за другиот дел. Ајде да преминеме на главната тема, на главното прашање за кардиоваскуларните заболувања. Да започнеме со нас, кои се ние работи кои што општи, да речеме, кои што секој еден од нас треба да ги знае за кардиоваскуларните заболувања? Добро, како болести се причина број 1 во светот за смртност. Тоа сите го знаеме, значи за жал не се приближуваат онколошките пациенти во последните деценија, инаку сепак за жал ние го имаме приматот. За кардиоваскуларните болести, околу 17 милиони луѓе годишно умираат во нашата држава, нема некои официјални бројки во однос на статистички податоци, меѓутоа сепак број 1 смртност. Прво и основно е неквалитетниот начин на живот. Нашите животни навики, она што викаме навиките на Балканот, тоа се физичката неактивност, погубни, така да ги наречеме. Цигарите. Втора работа, прекумерена телесна тежина, нездрави навики во однос на прегомерна конзумација на шеќери, небалансирана квалитетна исхрана, физичката активност, односно неактивност, исто така представува голем фактор. Седечкиот живот. Седечкиот живот, стресот во нашето општество, кој што сме, од кога знаеме, сме во период на транзиција, така да сите тие се ризик фактори кои што придонесуваат. Меѓутоа, први основно се превентивните прегледи кои што треба да ги направи одреден пациент. Не значи дека ако имаме 30 години, дека не треба никош да измериме крвен притисок или да провериме на лабораторија. Се знае дека кои се превентивните прегледи на 40 годишна возраст, кои се 50, значи има одредени стандарди кои што се прават и кога пациентите наставно треба да дојдат на тие превентивни прегледи. Не значи ако имаме 40 години дека ние сме здрави, прави, млади. Како викам, има пациенти, викам му се случи ненајдено, почина. Значи имало нешто што да бил превентивно да се направиле тие превентивни прегледи. Така да превенцијата е клучен и значаен фактор да се спречат понатамошното прогредирање на кардиоваскуларните болести. Тоа е причина број 1. Друга работа, едноставно, во нашата земја таков менталниот склоп, мада мислам дека последните години овие животни навики се подсменија, особено кај помладата популација, зашто сега достапниот интернет, можноста, значи гледаме кога беше релативно поладно времето, колку е кеот во Скопје полн. Значи кој джогери имаме возрастна популација од мали деца, дури има и возрастни популација, мислам пациенти над 70-80 годишна возраст, кој што некој джогира, некој шета, така да тие се ни животни навики кои што насамно треба да ги смениме за да можеме да го намалиме ризикот од кардиоваскуларното здравје. Нормално да се регулира крвниот притисок, доколку пациентите со диабет, шеќер да се придржуваат на протоколите и препораките кои што се дадени од лекарите. Што споменавте низа ризик фактори, причинители, но што е со наследниот фактор? Каква улога игра тој? Кај одредена група на пациенти, секако дека има улога, особено кај пациентите кои што се со хипертензија. Знаеме дека во 95% од пациентите со хипертензија причина нема. Тоа е генетскиот наследниот фактор причина за тоа. Само во 5% од случаевите откриваме одредена причина која што предизвикува покачен крвен притисок. Што да преземеме тогаш ние ако имаме таква семејна историја, како да се заштитиме? Секако треба да се направат одредени превентивни прегледи уште од пораната возраст. Сепак треба да се види дали родителите, пациентите имале некоја прерана смрт, некој почнал на 40 на 50 годишно полно здравје. Тоа значи дека има некоја наследна малформација дали во срцевиот ритм, дали во структурата на срцето, дали за притисок. Значи тие се тие превентивни прегледи кои што треба едноставно никога доаѓаат пациентите и мезијаме, значи анамнезата, дали имате во фамилија таков пациент, дали имате ваков, дали имате мајка, баба. Сепак сите наследни фактори не е од таткото мајка, тоа се 4 колена кои што се пренесуваат. Сега кај нас историјата од нашите баби и дедовци малце не можеме да дознаеме, меѓутоа сепак од прилика дознаваме некоја информација која што можеме да придонесеме. Едноставно, доколку ние гледаме кај пациентот, неговите родители млади починале, сепак ние превземаме подетални испитувања кои што едноставно да ја преминираме прераната смрт кај нив.
Сега малку да прашам и од аспект на нашата информираност или пак неинформираност, колку тука заблудите можат да попречат. Од аспект, да речеме, се смета нели дека ваквите заболувања посериозни ги имаат само повозрастните, да не кажам постарите така. Но предпоставувам дека веќе таа старосна граница се спушта. Со кои други заблуди вашите пациенти обично се соочуваат? Па најголема заблуда е интернет диагнозата. Да, се лечиме преку интернет. Да, тоа е една, што викаме не Google диагноза, која што се злоупотребува за жал. Некако лекари користиме проверени медицински информации, одредени страници кои што едноставно ние плаќаме за тие страници, ги читаме, на тоа се страници кои што се публикувани, кои што работиме. Не е само да напишете на Google. Дури имаме пациенти кои што едноставно ти доаѓаат со диагноза во амбуланта. Сакам тоа и тоа. Дали има и такви пациенти. Има некои пациенти, најголем број, едноставно ги прочитуваат нашите препораки. Тоа се тие заблуди кога едноставно има некои пациенти кои што има милиарда диагнози се поставуваат и буквално ви кажам, да, ја имам таква диагноза, сакам да земам. Премногу недоверливи информации. Сепак треба мислам дека пациенти да доста доверуваат така нас лекарите. Тоа е прво и основно кој што треба да додат. Треба прво нормално да се задржи таа хиерархија матичен лекар, потоа секундарно здравство интернист, па терцијарно здравство на кардиолог. Треба се задржи таа хиерархија, а не е некога само имам некоја нелаго на догаѓањето, одма на кардиолог. Ние како лекари едноставно за такви што викаме не дека нема ништо, ми тоа за секогаш не можеме да врнеме на сите да дадеме соодветна здравствена услуга, а на тој што му треба едноставно не можеме да постигнеме. И ние не сме голем на број. Предпоставам тоа и до карактерот на човекот. Некој едноставно в таков однос има ништо не ќе помине, да, има пациенти кои што игнорираат кои што дури им се причинуваат некои симптоми. Затоа ако може малку да прецизираме, рековте секако дека редовни контроли се неопходни, но доколку не ги правим, да речеме, кои се оние симптоми поради кои што мораме веднаш да одиме на доктор? Секако, ако има една градна болка која што трае од 5, 10, 15, 20 минути, која што повремено се појави во вид на стегање во градите, ширење на болката кон левото рамо, левата надлактица, долната вилица. Таа болка трае 20 минути па попушта. Кога пациентот ќе почне да се придржува, ако се интензивизира таа градна болка, он ќе застане се намалува. Тоа е еден прв знак дека нешто се случува со човечкиот организам. Ако претходно пациентот жогирал, се движал без никакви симптоми, од сега одеднаш едноставно не може да ги извршува тие работи, секако тоа треба да се направи за, викаме ние, за кардиолошки преглед. Покрај тоа, доколку пациентот има една утринска главоболка, константна, има зоење на ушите, има пореметување со видот, едноставно треба да оди на лекар да се измери крвниот притисок. Најголем број причините, се тие нерегулирани притисоци, кои што пациентите едноставно не знаат. Они имаат пациенти викаат, имам 180 притисок, ништо не чувствувам. Да, он се адаптирал, меѓутоа тој притисок едноставно придонесува последици и го штетува срцевиот мускул и може да биде причина и за прерана срцева смрт. Така да има тие симптоми кои што едноставно да не поминува, болката е константна, перзистентна, треба да се јави дали на матичен лекар, дали во болница. Тие се симптоми кои што не се игнорираат. Меѓутоа, ако има некоја болка, пример сега посебно при климатизирани простори, топло време, климата уклучена директно во нас, ако има болка некоја нелагодност во рамото, која што поминува при движење, при движење на раката, подигнување се намалува се згрма, така да тоа најчесто се мускулскелетни, меѓутоа ако пациентот се чувствува несигурен, мисли дека има потреба, секако треба да се јави на матичен лекар. Кога сме кај симптомите, има нешто што мене ми призвучи како занимливост, но предпоставувам вие си имате објаснување, ќе ми кажете дали е тоа така или е пак некоја заблуда, дека жените и мажите различно ги чувствуваат, односно имаат различни симптоми. Тоа зависи тоа е индивидуално. Има луѓе кои што наставно имаат инфаркт 3 дни, после 3 дена доаѓа во болница и пациентот си ги игнорира. Во принцип, да, жените повеќе ги игнорираат симптомите во однос на мажите. Никога работиме во сала, понежни се мажите него жените, тоа е факт. Меѓутоа, пак е тоа карактер, индивидуален пристап на секој пациент кон неговите симптоми. Има, например, некои пациенти кои што при најмала градна болка веднаш се јавува на дежурен лекар. А има некои пациенти, ви кажам, 3 дена има инфаркт, градна болка, печење, едноставно пред краен стадиум тој ви доаѓа на лекар. Едноставно мислел дека ништо нема. Така да се е тоа карактерно.
Што би ги посоветувале нашите гледачи за да не станат ваши пациенти од овој момент, што е она што тие можат веќе да променат во својот живот за да немаат проблеми кардиоваскуларни? Па добро, прво и основно што треба... Каква дневна рутина треба да имаме? Па прво и основно што треба е да си го намалиме од старт кој ќе станеме од спиење стресот. Стресот е главен двигател. Втора работа Иако најтешко тоа, доктор, кој ќе ви каже некој не се нервира и точно така. Самото тоа те нервира кој ќе ви каже да. некој да. Значи дури стресот го како ризик фактор го надминува и мислам злоупотребата на тутунски продукти. Втора работа до која имаме лоши животни, односно имаме седентерен тип, цигарите, мислам неквалитетна храна, газирани пијалаци, значи сите тие работи треба едноставно да се сведат на минимум или да се исклучат доколку се може. Соодветна физичка активност треба да имаме секој ден. Барем ние по протоколи викаме 5 пати во неделата минимум 30 минути пешачење. Доколку имаме ние и побрза, мислам, можности за нешто друго дополнително, секако. Превентивните прегледи, контрола, барем еднаш годишно можеме да направиме на обична лабораторија, да видиме дали какви не се маснотиите, дали имаме покачен шекер и сите тие работи. Тоа е нормално кај помладата популација, кај пострадите популација или кај мажите. Треба на секои 3 години, зависи од возрастната доба да се направи стрес тест, едно ехо да се направат. Тие се тие превентивни прегледи. Друга работа што треба да се овозможи на секој пациент да направи доколку, како што кажеме претходно, доколку во неговата фамилија има родители кои што имаат притисок, треба да се јави наместо 30-та, 40-та година се да јави многу порано. Тука почнуваме ние со превентивни прегледи уште од најмалата возраст. Тука се педиатрите, колегите, а после доаѓаат после 13-та година се ги превземаме ние пациентите доколку има потреба, така да тоа се низа клучни фактори кои што треба да се направат со цел да обезбедиме едно квалитетно здравје. И за самиот крај сакам уште нешто да ве прашам, да се подготвиме со оглед на тоа што после овие пеколни горештини хидрометеоролозите најавуваат дека од недела драстична промена ќе има на времето. Такви промени како влијаат на нас и како да се заштитиме? Да, посебно тоа се промени кои што се посебно изразени кај метеопатите. Значи поголеми температурни разлики од 10 степени секако влијае негативно на кардиоваскуларен. Да. Особено е значено правилно да ги едуцираме ние пациентите. Пациентите што се со хипертензија во период на летно време ние ги едуцираме да што викаме ја преполова терапијата. Нормално потењето предизвикува пат на одреден крвниот притисок и доколку пациентите земат целосната терапија, тие ќе бидат хипотензивни и ќе имаат уште поизразени симптоми. Меѓутоа ваква промена не значи дека нагло ќе се качи крвниот притисок. Организмот е совршено направен да се адаптира буквално на сите тие, промени. Нормално дека може да имат пациентите еден ден, 2 дена главоболка, меѓутоа ако има потреба, тој ден да премерат притисок, да измерат например шекер во крвта и ако има потреба да си ја зголемат терапијата. Значи многу ни е битно не е секој пат на секој 5 дена да доаѓа на лекар. Едноставно кога ќе дојдат пациентите, да им ги кажеме, правилно да ги доцираме, да ги доцираме како, во кој период од годината, како да користат терапијата, кога да намалат, кога да зголемат, дали има потреба. Единствено што ние ги доцираме е дали да се додават други таблети. А тоа они си го прават на своја рака многу пациенти. Слушнале од комшијата, од комшиката и сите тие работи. Меѓутоа ги доцираме да кога да се преполова дозата, еве на пример при сега има 43-44 степени, нормално тие ако има претходно притисок со 2 лека 130 ќе кажеме да и не отлегте го преполовите. Меѓутоа, видите, во недела, понеделник вика дека ќе биде поладно. Значи, ако има потреба, да, веќе си го додадете лекчето што сме ви го скратиле претходната половинка. Така важно да не експериментираме затоа што лековите не се бомбончиња, така? Точно така. Има многу луѓе што експериментирале и не биле пациенти. Докторе, многу ви благодарам на ова ваше гостување. Се надевам дека наскоро повторно ќе се видиме со нови совети до нашите гледачи. Ви благодарам на поканата и мислам дека бевме јасни, концизни и нешто ќе бидеме во корист на пациентите. Знам дека бевме, да.